Продолжуваме со утринската на Телма и ви најавувам ексклузивен разговор и ексклузивно видео. До душа Сабајлева имавме можност да го пуштиме еднаш, ТВ премиера на телевизија Телма, а после нашиот разговор ќе го пуштиме уште еднаш новиот спот изработен за нова песна на Тоше Проески и направен, се разбира, и од македонска светска продукција. За тоа од каде излезе оваа нова песна, баш на денот на роденданот на Тоше Проески, кој што се обележуваше вчера, затоа што нели и некако се чуваше во тајност до последен момент. Од друга страна, мислевме дека повеќе нема ништо нели од она што може да се искористи како материјал за да се направи нешто ново, но со помош на новата технологија, ќе чуеме од Ерик како се разбира, успеавме сите ние да слушнеме нова песна од Тоше Проески, кажу да време лечи све. Кирил Зарлинов или Ерик Фокс, добро ми дојде во утринската. Добро ве најдов и голем поздрав до сите гледачи. Сега ќе кажеме зошто баш ти си на оваа тема, како долгогодишен меѓу ретките пријатели искрени на Тоше Проески, имаше можност да имате долги дружби, нели што приватно, што нели со медиумите и така натаму во твоето радио антена, оние нокни емисии кои што и до ден денеска може да се слушаат и да се најдат. Меѓу другото и ве поврзуваше музиката. Ти како во оној продуцентски дел, аранжерски и така натаму, тој како пеач, заедно знаевте ноките да ги претворите. Многу непроспиени ноки, многу непроспиени. Во ден. До 3 до 4 сабајли, многу непроспиени. И да создавате. И од такви ноки излезе и оваа песна, која што до пред известно време не можеше да се замисли да се издаде, бидејќи беше демо. Не знам од каде да почнам, затоа што ако ја прошириме приказната ќе биде навистина долго, но еве ајде од ваму. Навистина имавте убава дружба со Тоше, еве присекајќи се на таа приказна и на тие времиња. Вака, приказната со песната започнува, песната е снимена во затвор во Франкфурт. Значи, еве ќе ве кажам од прва рака, оригиналната приказна, значи, пошто се појави многу шпекулации. Значи, авторот е Зоран Ѓорѓевиќ, човек кој што бил во некој си лесен дел на некој за лесни кривични дела во Франкфурт во Германија, осуден, и нели таму во Германија било како отворено одделение, тоа што го викат, и во исто време во тој период во тој затвор престојува човек од Македонија, Александар Трајковски. Они се запознаваат и Александар во тој момент сваќа дека Зоран дека има многу голем талент за пишување песни и дека многу убаво пее. Јас ја слушнав оригиналната снимка, баш тоа е од него испеан. И човекот се фасцинира од тоа како пее дечково и како пишува песни. И му вика меѓу време, дај да земеме магнетофон, опрема нешто, ќе ни донесат, пошто сепак е Германија, нели? И да снимеме некоја песна, за да им помине и времето. Ги снимаат овие три песни, меѓу кои се кажу да време лечи све, Нај и Медена. Трите песни. И после тоа излегува Александар од затвор, се враќа во Македонија и ги понудува песните на Final Cut. На Тоше веднаш ги бендисал песните и песните се земени од Final Cut продукцијата која што работеше со Тоше. И тоа се дешава некако околу мај месец 2004 година. И во септември месец некаде Тоше дојде кај мене дома во аеродром кај Стела Сладкарница во старото мало мое кај што бевме тогаш и многу дечиња доаѓаа нонстоп кога ќе го видат, дефинитивно беа многу среќни. И вечерта вика, абе имаме на песна, вика, сакам да пробаме, пошто имав Тајрос аранжер тогаш и да пробаме, вика, на Тајросот како ќе направиме, нешто ќе испадне. И вика, мај ќе пробаме. И пробавме едно демо, направивме, излезе супер, окей. И се договоривме за недела дена да отидеме кај него, да го снимеме на друг микрофон, пошто овој не беше како што треба. Добро, да, И чисто пробно направивме. Отидовме кај него во станот во МВР, кај што живееше таму. И ја снимивме песната. Таму беше ова демо кој што излезе последното кој што беше, таму е снимен. Песната ја снимивме така и така остана. После тоа се деси што се деси, сите работи што се испослучија меѓу време и песната остана како заборавена. Чека, сега остана во негов компјутер или ти ја зема да доработуваш кај мене остана во компјутер, бидејќи јас ја доработував и остана кај мене практично. И
остана така песната толку години, беше за тоа време невозможно да се направи песната, бидејќи немаше шанси да се извади вокалот после тоа. Добро, што фалеше за да се направи, што викаш Фалеше невозможно? технологија со која ќе се извади само вокалот од А ова беше налепена со ова беше залепена како музички, демо, кој што да, сте како што сме ја снимале, буквално бидејќи А не можеше така да се издаде? не можеше никако да се издаде така, бидејќи беше обична демо снимка само со тапан, со клавија и со бас. И беше многу интересна ситуацијата која што ја снимав, бидејќи Тоше тогаш само што се беше преселил во станот и он седеше, свиреше на сајзерот и ја пееше песната, а јас буквално лежев на земја, бидејќи само што беше се вселил и немаше се уште медал, немаше каде да се седне уопште. И јас лежев на земја и компјутерот пред мене буквално вака и јас го снимам, стискам рекорд на Cubase, го снимам, а он пее, свири на сајзерот од десната моја страна и едновреме на втората строфа мислам дека се приметува малце, само вака се свртена кај мене и почна да се смее, ама успеа да се воздржи, знаеш. Бидејќи беше многу смешна ситуацијата и на крај кога завршивме со снимање, вика, леле, вика, што правиме? Вика, колку сме вика, демек што се правиме за музика. И мислам имаше многу симпатични моменти, мислам имаме доживеано, со него певме и на одмор заедно таа истата година 2004-та. Кој знае колку снимки имаш од тоа? Многу. Да немаш некое решение како тоа да го Вака, да може да го чујат, да го видат желница, нели, се уште има им постојат и остануваат рој голем број на повеќето од снимките ни се снимки кои што сме од приватни ситуации, да. И можеби понатаму ќе би сакам например, можеби ќе извадиме тоа се продолжува и споменот, нели се нешто ново што излегува за Тоше продолжува цела приказна. Јас ќе ти кажам една работа само, додека сум јас жив, Тоше Проевски секогаш ќе биде дел од мојот живот. И никогаш нема да го заборам. Во тоа сум сигурен. И се ќе направам за неговото дело да биде продолжено. Така е. И не само ти, сите ние, посебно таа генерација. Да, бидејќи ние живеевме со него и во тоа време и знаеме точно што тој значише за нашата држава. Секако. Оно што сега ме интересира е да разјасниме, нели? Затоа што се спомна AI, вештачка интелигенција и многумина сигурно помислија дека е употребен вокалот, сега со нова технологија, но нели направено и испеано од вештачка интелигенција. Не е тоа таков случај со оваа песна, што не значи дека понатаму нема нешто да се изведе и направи затоа што имаш и некои кои што уште две песни кои што би можело да се направат така. Ова е отпеана од Тоша, како што ти сам спомна, но користејќи вештачка интелигенција да може да се извади оригинал вокалот, за да може нели тоа да се сработи студио. Јас успеав да го извадам вокалот, исто и пијаното. Значи кога ја правевме песната со екипата со сите луѓе овако, има совети од некој као пијаното да го пресвириме пијаното во песната, добив најдобро намерен совет од луѓето кои што беа околу мене. Меѓутоа јас инсистирав пијаното да остане истото како што е. Заради тоа што искрено да ти кажам сакав да остане дел од Тоше, дел од неговата душа во таа песна. Да има душа песна. Бидејќи само вокалот како вокал е супер, се е окей. Меѓутоа Тоше го свири пијаното на таа песна и сакав да остане така како што е. Затоа не ќе да се менува. Инаку има уште две песни кои што се кај мене. И ова не е ништо ново во светот, Битлси се прават албуми, а сигурно е новиот принцип за кој што ти сега продолжуваш да раскажуваш за овие две песни кои што нема текст. Да, нема текст, песните се само со на испејани. И меѓутоа се негови авторски песни, две песни и би сакал доколку дозволи технологијата во наредните години на пример исто да го продолжиме споменот со тоа што би можеле доколку успееме да го синтетизираме гласот и не знам колку би можел Тоше некој да го па дури компјутер да го синтетизира онака, меѓутоа би било доколку може да се направат и тие две песни да излезат бидејќи се лично негово дело направени песни. Покрај нели музичариве со кои што се работуваш за оваа песна, ти како аранжер на песнава, да споменеме дека има и одлично видео издание, кое што со Зоран Алексич, така? Студио 351. Студио 351. Мора да ги поздравам дечките. Јас само вака како вовед за Студио 351, иначе со Алексич сме зборували во емисијава, но само за нашите гледачи да појасниме, тие се навистина, иако се од кавадарци од Македонија, светска продукција. Дури неверојатно. И работат видеа, например, за Ариана Гранде, за Девид Гета, Ед Ширан и многу други. Да. И навистина сме горди на нив. Верувам дека беше лесно да се воспостави комуникација, идејата постоеше уште пред 3 месеци, јас кој ми ја кажав, сите беа на моје драго задоволство, сите беа воодушевени и
првото кој што воспоставив контакт беше Давор Јордановски и Дарко Тасев. И они беа воодушевени од самата идеја и кој им кажа беа едноставно изненадени многу. И веднаш се фативме за работа, почнав да програмираме тапани. Дарко ги оцери гитарите. Мислам, и се почна едноставно спонтано да се одвива и немавме буквално никаква пречка за ништо. И сите коцки, како што викам јас, се наредија само по себе наставно. И на крај стигнавме до микс и мастеринг, го направи Костадин Камчев, исто наш многу познат продуцент кој што е 3 пати номиниран за Греми награди во Америка, во Нью Џерси е микса на песната и мислам дека финалниот производ е за мене барем одличен, така како што сакам. Одличен и не само за тебе, многу коментари од оние кои што ја слушнаа, го видеа спотот на YouTube веќе поставена, има многу број на коментари кои што навистина се благодарни на ова што сте го сработиле, затоа што реков, секој спомен се нешто ново што е поврзано со Тоша, навистина ја продолжува целата приказна. Имаше многу луѓе кои што знаеш, кога се имат вистинските луѓе околу себе, мислам дека е многу полесно да се изработи целиот проект. Сам човек реално не може да го направи. Значи јас тука беше Иле Спасев кој што ни помогна околу вештачките пратички вокали, бидејќи е многу тешко да се направи вокал, да се изработат пратички вокали. Значи Јован Јованов исто ни помогна околу продукцијата и мој еден многу драг пријател од Лесковац кој што ни помогна во некои сегменти, така да мислам целата екипа која што работеше тука беше заангажирана максимално 3 месеци и се излезе. И сега знам на што чепкаш, ремикс да направиш, но нема да чепкаш. Ова песна е предобра за да се прави ремикс, мислам. Нема што да се ремиксира. Значи не се ремиксира. Да. Ти благодарам, Ерик, за одвоеното време, навистина ми беше драго, а верувам дека ужива и нашите гледачи и секогаш е убаво кога се споделува. И се надевам на следна песна кога ќе се појави, дај Боже, ако успееме да ја направиме, дека повторно ќе успееме да го заживееме споменот за Тоше и за сите негови дела. Така е.